Почитувани гледачи, полека но сигурно стасавме и до делот кој што не е предвиден за гостин. Денеска со мене во студиото е психологот Билјана Митева од Општинското основно училиште Блаже Конески од Велес. Ќе разговараме нешто повеќе за улогата на училишните психолози и за нивната улога во воспитно-образовниот процес на учениците. Добро утро и добре дојдовте во нашата утринска програма. Добро ве најдов. Ви благодарам што ја прифативте поканата, што нешто повеќе ќе дознаеме на улогата на училишните психолози. Знаеме дека таа е една од најважните улоги не само нели за учениците, исто така и за родителите. Но еве најпрвен ќе започнеме со разговорот. Нешто повеќе да ни кажете за себе и колку време веќе сте училишен психолог. Така, јас сум Билјана Митева. Вработена сум во основното училиште Блаже Конески од далечната 84 година, што значи дека веќе 32 години, 33 година работам во истото училиште. Многу ми е голема чест и задоволство што навистина имав среќа да бидам запослена во ова институција која што ми пружи да се развијам како професионално, така и на личен план. И воедно ги поздравувам сите гледачи на К1 телевизија и вработените во моето училиште Блаже Конески, како и сите граѓани. На некој начин сите сме запознаени со улогата на психолозите, родителите, учениците, но ќе може ли вака стручно да ни дефинирате што точно означува работата на психологот? Психологијата е наука која што се занимава со изучување на процесите кои што се мислење, помнење, учење, заборавање, се занимава со изучување на особеностите и карактеристиките на луѓето, однесувањето на луѓето, нивните интереси, нивните способности, нивните карактерни особини. Така да е многу голем и широк диапазонот на работа на еден психолог. И јас како една од постарите психолози, можам да кажам, ја немав таа среќа баш на почетокот на мојот работен век да имам точна представа и место како психолог. Меѓутоа, со текот на годините се дефинира многу работи и психологијата завзема едно битно, значајно место во науката, како и во процесот на работа во многу фирми, многу организации, така да психологијата веќе не е баук. Психологијата е наука која што се занимава со особините и способностите на луѓето, кои што однесувањето го проучува, така да може да најде примена во многу сектори, како во фирми кои што се занимаваат со производство, маркетинг, здравство, образование и така натаму. Вие како училишен психолог, дали досега во вашето работно искуство си имате соочувано со некои проблеми од страна на учениците? Дали може би дошле некои ученици побарале совет од вас да се реши некој проблем? Така, тоа е една од основните работи со кои што се занимава еден психолог. Во училиште психолозите најчесто имаат програми за работа кои што се одржат одредени подрачја. Тие подрачја се планирање и програмирање на воспитно-образовната работа. Тоа значи дека јас како психолог сум соработник во наставата, соработник во подготовката и планирањето на сите планови во училиштето, соработник со наставниците, соработник со родителите и со учениците. Во другите делови, како што се истражувања, работа со наставници, работа со ученици, работа со родители, водење на педагошка евиденција, работа со стручни органи и тела. Значи, во училиштата психологот работи еден широк спектар на дејности и најголемиот дел е посветен на работата со учениците, родителите и наставниците. Се во однос на подобрување на работата во училиштата, осовременување на воспитно-образовниот процес, како и помош
на родителите и на учениците во делот каде што има потреба. Ако малку подлабоко разговараме околу тоа каде и кога има потреба за вклучување на психологот, значи тука имаме многу можности и многу полиња во кои што може да се вклучи и да помогне психологот. Најчесто во мојата пракса, долгогодишна пракса, се среќавам со родители и ученици кои што итекако имаат потреба од советодавна работа. Значи, работата на психологот е советодавна. Пред се работи за комплексни проблематики од учење, значи помош на учениците што е можно подобро да учат. Значи секогаш сите работи се ставаат во контекст на соработка и помош, подобрување и унапредување на нештата. Погрешни се ставовите и мислењата дека психолозите се луѓе кои што лекуваат или пак имаат некоја друга функција, најчесто од причини што не сме доволно информирани која е улогата на психологот, некогаш има потешкоти во комуникацијата на родителите со психолозите. Зошто го кажувам ова? Ова го кажувам од една ретроспектива од многу години наназад. Може би таквата ситуација била по-драстична во годините наназад, меѓутоа како минат годините, како психолозите си ги наоѓаат своите работни задачи, како се вклучуваат во воспитно-образовниот процес, се помала е бариерата помеѓу родителите и психолозите. Порано, можам да споредам, кога ќе се каже треба да соработувате со психолог, се имало чувство дека нешто не е во ред и се имало одбивност кон таа соработка. Времињата се променија, за среќа, во нашата земја промените дојдоа и од надвор, што значи дека психологијата во светските рамки е наука која што итекако живее и добро се развива во западниот свет, така да веќе не е нешто непознато. Така не е чудно да се побара совет. Така, веќе ме радува фактот што родителите сами доаѓаат и имаат доверба да ги кажат своите потешкоти, да ги кажат своите проблеми, но не секогаш само проблеми, туку и да побараат совет за одредена состојба која што не мора да биде проблематична. Секогаш се поврзува дека кога ќе се оди кај психолог има некој проблем. Значи тоа сакам да го разбијам тој. Така да се разграничи дека не секогаш кога си има проблем се доаѓа и психолог. Психологот е човек кој што работи по одредена програма и кој што работи за училиштата зборувам, кој што работи и со ученици, и со родители, и со наставници, така да е соработник со сите нив и секоја соработка може само да даде еден друг агол на гледање на нештата, не мора тоа да биде проблем, туку напротив споделување на одредена ситуација, споделување со одредена моментална проблематика, потешкотија или пак нешто што не е доволно јасно. Кога ќе се вклучи стручната служба во одредена ситуација, се очекува да има подобрување. Значи, подобрувањата се во интерес како на родителите, така на учениците, така и на училиштето. Секое училиште, едно современо училиште, сака во своите училници да има среќни ученици, среќни родители, наставен кадар кој што успешно си ја реализира својата наставна програма, така да тие односи и таа релација, комуникацијата меѓу луѓето која што итекако е предмет на истражување на психолозите, е нешто многу битно
во една клима и култура на училиштето. Значи секој училиште си има своја клима и своја култура. Со самото влегување во вратата на училиштето, секој оној кој што е од страна може да даде некоја оценка за чувството кое што го има во една средина. Значи, успехот на едно училиште е да создаде една пријатна, една работна атмосфера, една клима на меѓусебна доверба меѓу вработените, да има една атмосфера на добронамерност, да има атмосфера на вработливост и ангажираност. Кога сето тоа ќе се поврзе и кога сето тоа ќе го има кај секој вработен и кај секој ученик и кај секој родител, тогаш имаме една атмосфера која што е добра за работа. Значи, добрата атмосфера за работа и текако е услов за успех и на вработените, и на учениците и на родителите. Колку од сето ова вие што го споменавте имаат улога наставникот, родителот, психологот? Значи, ние сме еден тим на вработени кои што добро функционираме. Вработените, значи наставниот кадар, стручната служба, директорот, ако не соработуваат и немаат меѓусебна добро разбирање, тогаш тоа ќе се почувствува. Но во еден колектив, кога имате добра работна атмосфера на меѓусебно разбирање и доверба, тогаш секоја проблематика која што се јавува, секоја ситуација, секоја активност која што се работи, која што ќе се споделува со одредени членови од тимовите на луѓето кои што работиме, тогаш има и резултат и успех. Секако, најбитна работа ни е учениците да го постигнат успехот кој што заслужуваат да го постигнат. Секако најбитно ни е да создадеме услови за една современа настава. Улогата на психолозите и стручната служба, бидејќи во училиштето работат педагози, сега имаме вработено и дефектолог, така да се комплетираат стручните служби и можат секој од својот сегмент да даде придонес во развивањето на добрата работна атмосфера и успехот во воспитно-образовниот процес. Бидејќи сме на почеток на новата учебна година, знаеме дека првачињата се највозбудени, најстрекни, но тие чувствуваат и одредена доза на страв од новата средина. Како еве вие како психолог советувате првачињата да го совладаат тој страв? Тоа е едно широко прашање и можеби би требало да има посебна емисија околу проблематиката само на учениците од 5 години, 6 години, значи кои што првпат доаѓаат во нашата средина. Многу широко прашање, меѓутоа онака малку потикнувачки да го почнеме овој дел, затоа што децата доаѓаат во нова средина, од градинка или од дома. Тоа е една промена која што делува на секој од нив. Но најмногу делува на родителите. Родителите се тие кои што исто така чувствуваат голема обврска и страв, одговорност како нивното дете ќе го започне новиот циклус во животот. Проблемот не е во тоа како ќе се започне. Не е тука почетокот. Значи мораме да се вратиме многу наназад. Почетокот е кога детето ќе се роди. Значи, која е улогата на родителите воопшто во воспитувањето на децата и како ги подготвуваме децата за живот. Јас во мојата пракса увидов дека треба да се работи на подобрувањето на компетенциите на родителите. Значи, кога родителот ќе ги има родителските вештини и ќе ги усовршува постојано, тој родител ќе стане подобар родител. Не викаме најдобар, зашто нема идеалности, ниту еден од нас не завршил факултет да биде родител, туку е тоа улога која што ни доаѓа природно
и е улога која што ни доаѓа и ја копираме од нашите родители. Значи, ние сме родители, тој однос го учиме од нашите родители. Но, сваќаме дека некогаш нашите родители може би грешеле во нешто, а ние како родители сакаме да подобриме. Значи, тоа е процес кој што еден родител навистина го има како обврска и тежина, и еден современ, еден родител кој што ги сака премногу своите деца, се труди на секој свој начин да му овозможи најдобри услови за развој. Но не секогаш сме успешни во тоа. Ете, тука е моментот кога едно дете е спремно за на училиште. Што треба ние како родители да направиме за да му овозможиме на тоа дете да го подготвиме за живот? Не е само училиштето, него комплетно како уште од првата година, уште од раѓањето, да постапуваме со него, како да го учиме, како да го осамосталуваме, како да стане тоа полно со самодоверба, како тоа дете да стекне вештини кои што му се потребни да живее во една социјална средина. Значи, тоа е градење уште од првата година до петата година. Се вели дека е најголемиот развиток на детето и дека во тие 5 години што ќе се направи, веќе е создадена основата на идниот човек. Но, секако, во моето работење посветувам внимание на родителите, на овие подобрување на овие вештини преку одржување на психолошки работилници во кои што обработувам теми во кои што може да се вклучат родителите, не дека не ги знаат тие содржини, може би им се познати, но секако кога работиме во група, кога споделуваме, кога одредена тема и содржина ќе ја поставиме од друг агол, кога ќе направиме постапка на циркуларност, прашање и одговори кои што ќе ги чујат родителите како другиот родител станал успешен во некој дел во воспитувањето, а јас како родител може би не сум го применила, е успех и станува, знаете како, станува учење кој што и на родителот му е потребно. Значи, и ние, возрастните, имаме потреба од учење. Учењето е цел живот. Не дека ние сега, психолозите или стручните лица кои што работат во училиштето, се знаат, но зошто сме ние секогаш на обука? Зошто ние секогаш имаме усовршувања? Зошто секогаш имаме семинари? Тоа е заради тоа што процесот на учење е доживотно учење, во кое што не може да се каже заврши факултет и јас се знам. Так. Јас сум компетентен. Напротив, оној човек кој што вели дека завршил со учењето, завршил и со неговиот напредок. Оној човек кој што е спремен цел живот да прими нешто што е ново, тогаш тој човек ќе има напред, ќе има напредок, ќе има една чувство на сигурност и ќе има чувство дека она што го прави е на прав пат. Се согласувате ли со фактот дека оние дечиња кои што посетуваат градинка се поопуштени, повеќе не чувствуваат страв за разлика од оние кои што тргнуваат на училиште од дома? Во годините наназад се правени одредени испитувања, но не може да се каже дека сите деца кои што одат во градинка немаат проблеми на училиште, или пак оние сите деца кои што не одат во градинка, тие имаат проблеми. Но можам со сигурност да кажам дека градинките имаат одличен кадар кој што работи со децата, ги подготвува за живот со своите програми, со нивните активности, и тие деца секако дека имаат многу повеќе искуство, имаат многу повеќе можности за социјализација. Тие деца имаат чувство на одговорност која што им ја создава градинката,
Градинката е место каде што има колективен живот. Градинката е место каде што има одредени правила, каде што има одредени редови. Тоа е место каде што децата го поминуваат времето без своите родители. Значи, они се сепарирани, веќе се подготвени еден дел од денот да бидат сами. Што значи дека децата кои што одат во градинка, тој процес на сепарација од семејството, одвојување од семејството, го надминале. Но имаме случаеви, значи нормално е дека секоја промена може да делува на некое дете малку повеќе травматично, а на некое дете помалку. Што значи сме имале случаеви кога во периодот на адаптација, кој што е од прилика 20 на дена во почетокот на учебната година, тогаш сме имале и имаме ситуации кога детето се уште тагува по семејството, има страв од непознато, има страв дека тука нешто сериозно се работи, дека тука не ќе може да направи тоа што треба да го направи. Има стравови кои што се оправдани и има стравови кои што не се оправдани. Но и за тоа е една малку поширока тема за стравовите, но децата се тие кои што брзо се адаптираат, кога ќе ги осознаат ситуациите во кои што се наоѓаат, кога ќе си ги запознаат своите наставнички, кога ќе си ги запознаат своите другарчиња во оделението, кога ќе си ја запознаат околината каде се наоѓаат, дека ништо лошо не им се случува тука, дека напротив, им се случуваат убави работи во училиштето, тогаш се опуштаат и тогаш доаѓаат до израз нивните вистински квалитети, нивните способности, нивните интереси, тогаш се ведри, расположени. Нормално е за секој човек, па како и за нас возрастните, и ние да се преместиме во некоја друга организација да работиме, тој период на адаптација тешко ќе го поминеме додека се запознаеме со колеги, со просторот, со сето тоа, иако сме возрастни луѓе. Значи тоа е еден нормален процес кој што треба да се надживее. Но кој треба тука да помогне? Прашањето е. Најголема улога во подготвувањето на децата за прво оделение секако се родителите. И тоа подготвување не оди 15 дена пред почетокот на учебната година, не оди ни 20, ни месец дена. Тоа оди од раѓањето. Значи, како претходно што споменав, тој процес на осамосталување на детето, тој процес на градење на самодоверба, тоа е нешто што се гради од почетокот на животот. Тоа е нешто кое што детето го учи во семејната средина. Во семејната средина детето учи дека е време за ручек. Детето учи дека кога ќе се игра со играчките, треба да ги раскрене, дека треба да ги стави на одредено место. Детето учи дека во одредено време се оди на спиење. Значи, тие редови, правила, тој режим на живење го воспоставуваат родителите. Тоа е семејно живење. Значи, имаме разлика помеѓу, значи, улогата на психолозите е тие релации да ги испитува и да дојде до решение на одредени, можеби да ги наречам проблеми, кога едно дете не е адаптирано на одредена средина. Зошто не е адаптирано? Каде лежи вистинскиот проблем? Не е во детето. Никогаш не е во детето. Секогаш е нешто понастрана. Да, но тука влече едно друго прашање. Што со оние деца што дома ги чуваат бабите или дедовците кога родителите често одат на работа, децата не одат во градинка? Што е со онаа навика од бабите и дедовците кога тие ги чуваат? Бидејќи веќе тука, кога нели некој друг се меша, да речеме, во чувањето на децата, навиката и учењето на навиките, малку станува потешка бидејќи нели повеќе улоги тука се вклучени во самиот процес на воспитување и на стекнување навики. Така. Што со оние деца? Значи, улогата на бабите и дедовците е прекрасна. Тоа се личности кои што најмногу ги сакаат внуците, значи децата од нивните деца. Они се даваат, бабите и дедовците се даваат себе си. Значи, сакаат да му направат најдобро на своето внуче. И немаме потреба да обвинуваме некого
за одредена ситуација. Значи, имаме семејства каде што и бабите и дедовците прекрасно функционираат, ја имаат својата улога на баби и на дедовци. Значи, точно се знае која е улогата на родителот, која е улогата на бабата, која е улогата на дедото, а која е улогата на чичкото и тетката. Значи, општ проблем е мешањето на улогите. Кога ќе настане мешање на улогите, кога не се знае во едно семејство кој е кој, тогаш настануваат проблемите. Тогаш и детето не знае да си ја научи својата улога, дека е тоа дете. И често пати, мешањето на улоги во повозрасниот период кај децата доведува до тоа да детето ја завземе улогата на татко или мајка, а мајката и таткото ја имаат улогата на дете. И тука имаме дисхармонија или дисфункционални семејства, каде што се јавуваат одредени потешкотии. Кога ќе се измешаат тие улоги, кога ќе се измешаат и границите, кој што може да прави и колку може да прави, тука настануваат. Но никогаш не настанува проблем кога бабите и дедовците си ја работат својата работа. Значи, они имаат премногу хумана, преубава работа, во која што ги чуваат, ги одгледуваат и ги воспитуваат на начин кој што они го знаат. Но, не треба да се заборави дека родителот не треба да ја заборави и својата родителска улога. Значи, да не се префрли комплетната улога на родител на бабите и на дедовците, зашто тоа не можат тие да го прават. Значи, нивната функција по природа е сосема нешто друго. И затоа препорака до младите родители и колку да се ангажирани во својата работа и колку да немаат време. Најголемата инвестиција во својот живот не колку имаме пари на банка, не колку куќи и станови имаме, какви коли возиме. Најголемата инвестиција е во своето дете. Колку ќе инвестираме во него, во неговото знаење, во неговото време поминато со детето. Значи, тоа е нешто кое што не може со ниту една пара на светот да се купи. И таа инвестиција во иднина се враќа. Како се враќа? Се враќа со тоа што тоа дете, кога ќе израсне во една хармонична средина, со родители кои што си ја знаат својата улога и кои што давале толку колку што требале да дадат, ни повеќе ни помалку, тогаш тоа дете ќе знае тоа да го цени, ќе израсне во човек кој што ќе ги знае своите одговорности, ќе биде човек кој што ќе знае да ги почитува своите родители и својата околина во која што ќе учи и ќе работи. Поразговаравме малку повеќе за првачињата. Јас верувам дека ова е широка тема, има уште многу да се зборува, но еве ќе ги напоменеме и оние ученици што се од повисоките оделенија. Што е со нив, со 8-оделенците, 9-оделенците? Имаат ли тие навика да доаѓаат да побараат некој совет? За среќа наша, времињата донесоа убави промени. Значи, учениците од погорните оделенија се ученици кои што секојдневно ги гледаме, стручната служба, ги знаеме уште од уписот во прво оделение. Значи, живеат со нас од 5 години па до своите 14 години. Ние сме во иста средина. Ние сме по 8 часа заедно. Кога по ходници, кога во училница, кога на час, кога во слободни ученички активности. Тие ученици не познаваат нас како личности, како професионалци и за среќа се доволно отворени и имаат доверба во нас да ги споделат своите ситуации тогаш кога треба. За нив битни ситуации, можеби за нас возрастните некогаш сметаме дека не е тоа нешто што е многу важно за да се третира, но секако наоѓаме време за секој ученик кој што ќе изрази желба, потреба да сподели нешто и да побара помош за било која ситуација. Најчесто, значи, преминот од 5-то во 6-то оделение е карактеристичен. Децата во оделенска настава имаат 2 наставника и живееле 5 години со 2 наставника. Кога ќе преминат во 6-то оделение, веќе има 12 наставника, што значи дека
веќе тука има одредена промена. Има промена во начинот на работа, начинот на учење. Нема веќе целодневен престој. Туку има самостојна работа од 5 па натаму. Значи веќе учењето станува малку проблем. Станува проблем комуникацијата помеѓу учениците. Станува проблем конфликтното однесување. Толеранцијата, комуникацијата, значи најчестите проблеми кои што се јавуваат во периодот кога зреат и растат, се пубертетските промени, кои што не се само најбитни кога имаме физички промени. Најчестите проблеми доаѓаат до нивните однесувања. Однесувањето на учениците станува малку поразлично, кое што е и нормално, ние го разбираме, но во тоа нормално нивно однесување настануваат ситуации кои што ние треба возрастните да се вклучуваме. Најчесто сме ние стручната служба која што ги разрешуваме конфликтните ситуации по миролюбив пат и ги учиме како по миролюбив пат може да се реши еден конфликт. Значи тоа е една цела студија, една наука на конфликтите со која што најлесно е да се удри шамар, најлесно е измеѓу себе да се кажат погрдни зборови, но најтешко е да се најде начин како да останеш пријател со тој човек со кој си се скарал. И ние се обидуваме на тој начин да го решаваме и да го третираме. Најчесто со родителите одржувам исто така работилници на кои што се третираат проблемите на зависност, проблемите на пубертет, проблемите околу родителите и тинејџерот кој што е во период кога групата му е важна, а не му се важни родителите, па тогаш настануваат потешкотите како јас да бидам родител на еден тинејџер. Значи имаме теми кои што се многу интересни за родителите но најчесто родителите се зафатени, имаат значи работа, сите се ангажирани. Јас апелирам до родителите секогаш кога ќе најдат време да си ги испланираат активностите, да соработуваат со училиштето, да соработуваат со нас како стручни лица од училиштата, зашто можеме да споделиме некои работи и да им бидеме од корис во нивното воспитување на децата. Дали овие работилници се организираат во училиштето или надвор од училиштето? Во училиштето, најчесто големината на групата околу 30-40 родитела, за да може да има една интерактивност, каде што има PowerPoint презентации, каде што имаме теоретски дел, каде што имаме дел каде што имаме интеракција меѓу родителите, идеи, предлози, размислувања, решавање на одредена ситуација, помош од родителите како ние, вработените во училиштата, да бидеме поуспешни професионалци, затоа што родителите се тие кои што најдобро си ги познаваат своите деца. Родителите се тие кои што ги знаат начините како се справуваат со одредена ситуација. Ние од наш аспект, тие од нивни аспект и кога ќе се удружиме, тоа е една добра комбинација. Може да се каже дека за оние ученици од 6 до 9 одделение најтежок период им е кога го полагаат екстерното тестирање во училиште. Тогаш доаѓаат и да побараат некој совет од вас како да го надминат тој страв, бидејќи сепак чувствуваат доза на страв и тогаш додека нели е полагањето. Во однос на сите полагања, значи се стресни ситуации. Дали се тоа писмени работи, дали се тоа тестови, дали се тоа екстерни тестирања и така натаму, секој го доживува на свој начин. За жал, има деца кои што тоа го сваќаат на малку по травматичен начин, но и тука би дала еден совет дека нема потреба од премногу плашење и давање акцент на тие крајни тестирања или тие писмени работи, затоа што проверката е редовен начин како да се сублимираат знаењата. До сега не сме имале некоја ситуација во која што некое дете премногу го доживеало стресно одредено проверување, но секако не сум присталица на стресни ситуации и треба да им помогнеме да го надминат тој страв
со што би помогнале? Со опуштање, со релаксирање, со објаснување дека секоја контролен тест и секоја проверка е редовна работа. Тоа е само писмен начин на проверување, дека оценката не е крај на светот. Значи, тоа е нешто кое што може да се промени, може да се докаже дека ученикот знае, има знаење од повеќе области. Значи, секој наставник кој што работи со учениците го познава детето, ги познава неговите способности. Не дека само крајниот тест или крајната писмена работа ќе биде одлучувачка за одредена оценка. Наставниците се тие кои што ги знаат способностите на децата и можат оценката да ја сумираат и без тоа екстерно и без одредени писмени проверки. Но образовниот процес е таков да мора да ги има тие проверки, а нашата улога е да ја спуштиме топката, да дадеме упатства на децата дека цел живот пред нив е некое проверување и дека тоа треба да се доживее на еден поприроден, опуштен начин и дека животот ќе има многу предизвици, па една оценка, дали е 3, 4 или 5, и не е толку важна. Важни се другите особености кои што ги гради во животот. Значи, секогаш и на родителите и на учениците им велам, не е оценката најбитна во текот на образованието. Образованието е процес кој што овозможува добивање на широк спектар на вештини, на способности, еден процес на учење за понатамошниот живот. Значи, не многу случаеви имаме кога ученик кој што не бил одличен, ги немал сите петки во основно, понатаму во средно училиште, се развива сосема добро, напредува добро, завршува факултети, завршува одредени магистерски студии. Има примери на ученици кои што апсолутно може би во основното образование и немале некој позначителен успех, меѓутоа во животот станале успешни професионалци. Не значи секогаш дека само со завршувањето на факултетот е некој успешен. Значи, најважно е секогаш да се изгради личност која што ќе биде со широк диапазон, личност која што ќе има почитување, личност која што ќе има воспитување, личност која што ќе има емпатија, личност која што ќе знае да ги искористи своите способности понатаму во животот, да го искористи тоа знаење во праксата. Тоа е основата на животот, да го употребам она што го знам во својот живот. Џабе ми се сите училишта, сите школи и факултети, ако јас она што треба да го работам, не знам да го сработам. Би се согласиле ли со мене дека како растат децата, така растат и проблемите? Општо филозофијата на живење, секогаш проблемот е најголем кога сме во одредена ситуација. Значи, на мајките со мали деца најголем проблем им е периодот на растење, значи кога се мали. На родителите кои што имаат тинејџери им е најголема потешкотија како да се справи со, значи секоја фаза во животот носи одредени потешкотии, но носи и одредени убавини. Секој период во животот има преубави нешта. Од самото раѓање на детето, растењето негово, па секако и кога ќе бидеме веќе за пред пензија или кога веќе го доживуваме третото доба, и тогаш има убавини. Во секој живот човек треба да ги најде убавите нешта. Тие не се сервираат на тацна, но секогаш треба оптимистички да гледаме и секогаш треба да позитивно, оптимизмот да биде меѓу нас и едноставно проблемите да ги решаваме по пат на решавање на нормално, преку разговор, преку позитивизам. И јас сум таква по природа. Верувам дека луѓето со добра волја
оние кои што се спремни за соработка, можат секогаш да најдат решение на одредени проблеми. Така. Од овој разговор еден заклучок на крај да направиме, еден совет до сите родители, до оние веќе кои што имаат првачиња, оние кои што нели веќе имаат нивни ученици, еден совет од вас. Родителската улога е незаменлива. Поздрав до сите родители. Најголемото богатство се нашите деца. Тоа богатство треба да го негуваме, да го чуваме, да бидеме доволно исполнети со љубов, да им ја дадеме сета љубов на светот што ја поседуваме, но најголемата работа е кога најмногу сакаме, тогаш да бидеме цврсти, да не подлегнуваме на љубовта и да ги направиме нашите деца неспособни за живот. Колку повеќе ги обкружуваме со љубов, колку повеќе не им овозможуваме сами своите крилја да ги рашират и сами да ги завршуваат работите, толку повеќе им одмагаме. Љубовта се гледа во тоа да родителот му даде сила, поддршка на детето, само своите крила да ги дигне и да летне во својот живот, да може самостојно да го живее, а ние да ги гледаме како родители плодовите од нашата работа и нашиот успех со децата. Ги поканувам родителите секогаш да соработуваат со училиштето, за училиштата секогаш да зборуваат добро пред децата, за наставниците секогаш да зборуваат позитивно, со тоа ќе дадат значење на училиштата, ќе дадат значење на наставниците, ќе дадат значење на воспитно-образовниот процес. Никогаш на детето да не му се дозволува погрдно да зборува за институцијата која што му дава знаење и му дава вештини Така и за е живот. вториот дом на сите ученици, на сите деца. Так. Јас ви благодарам многу на денешното гостување, ви благодарам многу на искрените совети што ова утро ги добивме од вас. Јас ви благодарам на поканата.